Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во тек е јавниот увид во избирачкиот список. 88 годишна старица, жртва на лажна измама за собраќање на незиниот син платила во евра и долари. Апелот од МВР е: не давајте пари, информирајте се на 112 или 192 или информирајте ги вашите роднини и пријатели. На патот Меджитлија Старавина со 4-цикл удрил 20 пешаци од Прилеп и му нанел тешки телесни повреди. Еден природен куриозитет: падна првиот снег на Балканот. Времето денеска сончево со мала до умерена облажност и температура до 27 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Течат изборните рокови, во тек е јавниот увид во избирачкиот список. Јавниот увид во избирачкиот список започна на 23 август и ќе трае 20 дена, односно до 11 септември на полноќ. Државната изборна комисија ги повикува граѓаните да ги проверат своите податоци и навреме да пријават евентуални неточности. Подрачните оделенија, чиј список е објавен на веб страницата на Државната изборна комисија, работат секој ден од 8 до 20 часот и за викенд и празници. На последниот ден од увидот 11 септември ќе бидат отворени до полноќ за проверка во Националниот избирачки список. Подсетуваме дека во Прилеп Општинската изборна комисија е дислоцирана од старата општинска зграда во простории во Центарот за култура Марко Цепенков. Годишна старица измамена за лажна собраќајка на незиниот син и платила во евра и долари. Апелот од МВР е: не давајте пари, информирајте се на 112 или 192 или информирајте ги вашите роднини и пријатели. Што точно се случило? Настанот се случил на 25 август 2025 година, вчера, кога во 19 часот и 30 минути во Битола 88 годишна битолчанка пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 1000 американски долари, евра и 20.000 денари. Според пријавеното, старицата
ја контактирале телефонски и кажале дека незиниот син со сопругата предизвикал сообраќајна несреќа при што се здобиле со тешки телесни повреди и при тоа прегазиле 8-годишно дете и дека треба да плати за да не биде пријавен во полиција од страна на семејството на детето. Како што е пријавено, старицата парите ги фрлила од балконот на едно лице, а подосна дознала дека била измамена. Полицијата презема мерки за расчистување на овој случај, но измамена старица имаше и само пред 4 дена. Во Тетово, кога 79 годишна тетовчанка пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 16.000 евра и 10.700 швајцарски франци. Според пријавенето, старицата ја контактирало исто така телефонски едно лице, се представило како лекар и кажало дека незината ќерка предизвикала сообраќајна несреќа, а таа парите на измамниците им ги фрлила од балкон. Во март пензионерка од Куманово го направила истото и биле изнудени 30.000 евра. На сличен начин во февруари биле измамени уште 5 мина кумановци. Измамниците изнудиле речиси 50.000 евра. МВР неодамна поткрена кампања со која што повикува граѓаните, старите лица да не даваат пари, да се информираат на 112 или 192 или да ги информираат роднините и пријателите. Апелот од полицијата останува старите да не наседнуваат на измами со лажни сообраќајки и претходно информациите да ги пријават во полиција. На патот Меджитлија Старавина со 4 цикл удрил 20 пешаци од Прилеп и му нанел тешки телесни повреди. Настанот се случил вчера попладне, кога во 16 часот и 25 минути во Битола било пријавено дека на регионалниот пат Меджитлија Старавина се случила сообраќајна несреќа во која 4 цикл со битолски регистарски ознаки, управуван од лицето НЈ 36 години од општина Новаци, удрил во пешаците со иницијали ХС 25 години и ВТ 36 години, двајцата од Прилеп. Во несреќата, пешаците се стобиле со тешки телесни повреди, а возачот НЈ 36 години и сопатникот од 4 циклот СР 32 години од Австралија се здобиле со телесни повреди, констатирани во клиничката болница Битола. Увид извршил увидна екипа на СВР Битола. И еден временски куриозитет. Падна првиот снег на Балканот. Снегот врнеше на романската планина Родна во Романија, објави порталот Digi24. Туристка која била на планинарење снимила зимски сцени насред лето. Жената се наоѓала во близината на врвот Пиетросу на над 2000 метри надморска височина. Снимките објавени на социјалните мрежи брзо стана вирални. Според Националната метеоролошка служба, температурите во овој период се пониски од вообичаените во Романија. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локален краткотраен дожд. Дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 9, а максималната достигна 27 степени. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи, до петок времето ќе се задржи претежно сончево и топло со постепен пораст на дневните температури. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.